Почитувани, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве води во денешниот и во деновите што се пред сите нас. Денес мојата тема гласи Спасител ни се роди. Раѓањето на Исус е најголемиот настан запишен во Библијата, кој се случи на оваа планета наречена Земја. Со помош на Светиот Дух, сакам да ги слушнете и да ги примите зборовите во вашите срца, кои гласат: бидејќи денес ви се роди Спасител кој е Христос Господ. Можете да бидете благословени како овчарите, како мудреците, како Марија и Јосиф, но тоа не зависи од надворешните фактори. Можете да бидете и усамени, оставени од деца, сиромашни, заборавени од пријателите, а сепак да имате среќа во вашиот живот, радост во вашето срце. Таква радост имаше и апостол Павле, кој, иако беше затворен во келија, во римскиот затвор, тој на Филипската црква и рече: радувајте се, и пак ќе речам, радувајте се. Радоста е нешто што доаѓа од Бог. Денес има големо лицемерство помеѓу луѓето. Тие го слават Божик, а не го познаваат Исус. Немаат место во срцата нивни, ниту во домовите за Спасителот. Во Галатјаните, 4 глава, 4 и 5 стих е запишано вака: а кога се исполни времето, Бог го испрати својот син роден од жена, роден под законот, за да ги откупи оние кои беа под законот, за да го примеме посинувањето. Кога зборуваме за Исусовата смрт, не опфаќа жалост, иако тоа не е за жалост, туку за радост, бидејќи е за наше спасение. Но кога зборуваме за Исусовото раѓање, тогаш не опфаќа голема радост. А како да нема радост кога Бог слезе од небото на земјата, се отелотвори во Исус Христос како бебе, се за повторно да ни даде живот, бидејќи во Адам го изгубивме животот. Затоа Павле вели: а кога се исполни времето, Бог го испрати својот син роден од жена. Во овој стих го гледаме отелотворувањето на Исус, кое се случи пред 2000 години и повеќе. Се вели кога се исполни времето. Бог го одредил векот, годината, часот, да не речам и секундата, местото, луѓето, кога требаше Исус да се роди. Одреден беше и денот кога треба да биде растнат, да воскресне и да се вознесе. Толку прецизно работи нашиот Бог. Никој не може да ги оспори Божите планови. Се се исполнува по неговата совршена и соверена волја. Божи настани. Кои се Божите настани? Ангелот, како прво, го навестува раѓањето на Месијата, на Христос. Зашто знаете, Месија значи помазаник на хебрејски, а на старогрчки Христос значи исто така помазаник. Ни се вели во писмото: а во 6-тиот месец Бог го испрати ангелот Гаврил во галилејскиот град по име Назарет, при девица свршена за маж по име Јосиф од Давидовиот дом. А името на девицата беше Марија. И кога ангелот дојде при неа и рече: радувај се, благодатна, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените. Таа се уплаши од овој збор и размислуваше каков поздрав ќе биде тоа. Тогаш ангелот и рече: не бој се, Марија, зашто си нашла милост пред Бог, и ете ќе зачнеш и ќе родиш син, и ќе му го дадеш името Исус. Тој ќе биде голем и ќе се нарече син на Севишниот, и Господ Бог ќе му го даде престолот на неговиот татко Давид, и ќе царува над Јакововиот дом довека. И неговото царство нема да има крај. А Марија му рече на ангелот:
Како ќе биде тоа кога јас не знам за маж? Ангелот одговори и рече: Светиот Дух ќе дојде на тебе и силата на Севишниот ќе те осени. Затоа светото што ќе биде родено од тебе ќе се нарече Божи син. За ова нешто можете да прочитате во Лука, 1 глава, од 26 до 35 стих. Во овој дел од Библијата го гледаме најавувањето и отелотворувањето на нашиот Господ Исус Христос. Се среќаваме со една христијанска наука, со едно христијанско учење, веродостојно, запишено во Светото писмо Библијата. Бог можеше да го избере Ерусалим како место за раѓање на Месијата, а не Назарет или Витлеем, или да избере некоја угледна ќерка на некој познат благородник во тоа време за да се роди Исус, но не беше така. Но Бог тоа не го сакаше. Тој ја избра Марија, сиромашна, непозната девојка, и така Исус се роди во понижување и почнува од самиот почеток. Која би била таа божикна порака или таа порака за целото човештво? Ангелот рече: Радувај се благодатна. Тоа е Божја благодат. Ова порака не беше упатена само кон Марија, туку кон целиот свет, зашто ако го објасниме зборот благодат, тоа значи наклонетост, нешто што не заслужува човекот. Тоа е незаслужена Божја милост, а таа наклонетост Бог ја покажува кон целиот свет, кон мене и кон тебе, без разлика на твојата состојба, без разлика каков си, колкав си грешник и така натаму. Бидејќи се покажа, Павле вели, бидејќи се покажа благодатта Божја кој ги спасува сите луѓе. Божјата благодат ја избра Марија да биде инструмент преку која ќе се исполни Божјиот план. Потоа ангелот вели: Не бој се, Марија, не плаши се. Кога немаме страв, имаме мир. Ова е суштината на Евангелието. Зборот Евангелие значи добра вест. Евреите се поздравуваат со шалом, што значи мир, само што овој мир е нешто многу подлабоко од надворешниот привиден мир. Оние кои се оправдани преку Исус Христос имаат мир со Бог, како што е запишено во Римјаните, 5 глава, 1 стих. И така, бидејќи оправдани преку верата, имаме мир со Бог преку нашиот Господ Исус Христос. За тој мир зборува ангелот, за таа радосна вест, дека во нашите срца ќе имаме мир, но ќе бидеме пред се помирени со Бог, бидејќи со нашиот грев ние сме скарани со Бог. Нема причина да се плашиме од светските настани, бидејќи Исус рече: Предадена ми е сета власт на небото и на земјата. Бог го контролира овој свет, без разлика дали има земјотреси, војни, епидемии и така натаму. Бог контролира се. Објавувањето на чудното раѓање преку Светиот Дух. Во Лука, 1 глава, 35 стих, е запишано вака: Светиот Дух ќе дојде на тебе и силата на Севишниот ќе те осени. Тоа се зборовите на ангелот упатени кон Марија. Што значи тоа? Тоа значи вечниот логос, а логос значи збор или принцип или закон. Тој логос е зачнат во утробата на девојката Марија. Не со посредство на човек преку Јосиф, туку преку моќната операција на Светиот Дух. Неприроден начин, зачнато во неја и комплетно свето дело. Но да не заборавиме дека тоа е всушност објава на пророштвото дека Исус Христос и ќе се раѓа и во срцата на сите оние кои ќе поверуваат во Него и ќе се покајат од своите гревови. Зашто ова го зборува апостол Јован во 1 глава, 12 и 13 стих, велики вака: А на сите што го примија, им даде власт да станат Божи деца, на оние кои веруваат во Неговото име и кои не се родија ни од крв, ни од телесна поход, ни од волјата на маж, туку од Бог.
Ono što anđelot ga navesti, Bog go ispolni. Vo Luka 1. glava 37. stih, anđelot je reče, oti nijedan zbor od Bog nema da ostane bez sila. Neispolnet. Onaj koji sozdade se, sozdade preko svoj zbor, od ništo. I sve to sozdanje go održuva. Nema za nego ništo nevozmožno. Bog kontrolira se, sozdava se preko njegovijot zbor. Bog go ispolne ova proroštvo, ova navestuvanje do kraj. Nema srce koje je toliko lošo, koje ne može da go omekne Bog, da go promeni, da go nanovo rodi. Nema toliko crn gref koji to i ne može da go prosti. Ako go pobarame Bog so celo srce, Bog će dojde vo tvoj život, će ti gi prosti grevovite i će te napravi njegovo dete. Božja blagodat je dovoljna da stori sve za nas. I Bog napravi sve za nas, ispolnuvajte go vetenoto. Ako se potpreme na Isus, naša ta vera će biti spokojna, zašto se potpirame na Božjata semoćnost. No od nas se očekuva pokornost i vera. Marija reče, eve gospodovata sluginka, neka mi bide spored tvojeg zbor. Ta pokaža golema vera i predavenost na Božjot zbor. Da li imame takva vera, bez ogled na posledicite, da je vršime Božjeta volja sekogaš? Drug nastan vo tije vremenja je opišan vo Luka 2. glava od 8. do 20. stih. Tamo ni se veli vaka. A vo toj kraj pastiri noćeva pod vedro nebo, čuvajte go svojeto stado. I odad naš gospodov anđel im pristapi i gospodovata slava gi osvetli, pa se uplašija mnogu. Anđelot pak im reče, ne plašete se, zašto eve vi najavu vam dobra vest, golema radost koja će bide za site narodi. Zašto denez vi se rodi spasitelj vo Davidovijot grad koji je Hristos, Gospod. I ova vi je znak, ke najdete mladenče povijeno kako leži vo jasli. I odednaš so anđeloce najde množestvo nebesno vojnstvo, koje go faleše Bog veleći, slava na Bog vo visinite, a na zemljata mir i među lugjeto dobra volja. Ako ga anđelite si otido od njih na neboto, pastirite se zboruva jedan na drug, togaš da otideme do Vitlejem i da vidime što se sluči tamo, za koje što ni sopšti Gospod. I brzajući dojdoa i go najdoa Marija, gdje najdoa Marija i Josif, i deteto kako leži vo jasli. Koje beše ova dete? To beše Isus. A što on vidio, kaže sve što im beše rečeno za deteto. I site što slušna, se voshituva na ona što pastirit im go rekoa. A Marija gi pomneše site ove zborovi i razmisluvaše za njih vo svojeto srce. Da li nekoš sme razmisluvale zašto Bog izbra prvin pastirite, za da im se objavi. Pastirite vo to vreme beja prezreni od religioznite vodači vo to vreme. Poradi prirodata na svojeta rabota, tije ne beja vo možnost da gi održuvat obredite vo celost, zato što nivnata rabota okolo ovcite im odzemaše mnogo vreme. No i pokraj se, Bog izbra tokmu niv. Poradi nivnata rabota su ovcite. Znajeme deka vo hramu ceko utro i prikvečer se prinesuvaše žrtva po jedno jagne, bez nedostatok. Za da usigura dovoljno jagnjenja, vlastite svojite stada gi čuva okolo Vitlejem. Koliko je dragoceno, koga znajeme deka ovi ljudje, prvi će slušna dvesta za Božjoto jagne, koje će gi zeme grevovite na sebe ili na svetot vrs sebe. Apostol Jovan za ova nešto će reče, eve go Božjoto jagne, koje go zema grevot vrs sebe. Pastiriti gi proverija faktite za ona što im go rekao anđelit. Ajde da utideme i da vidime što se slučilo tamo vo Vitlejem, za ona za koje što ni sopšti Gospod. Sega za njih ništa drugo ne beše važno, duri ni stadoto. Tamo ja najdoa Marija so Josif i rodeniot Isus. Pastirite go prifatija čudoto na Isusovoto rađanje, deka je začnat od svetio duh, roden preku devica.
Na toj način Isus go izbegne nasledniот gref. Isus se rodi преку Светиот Дух. Немаше наследен греф од Адам. Ако Исус не беше роден од девојка, тој не ќе можеше да биде спасител на целото човештво. Ако тој имаше само еден греф, и нему ќе му беше потребен спасител, како и на секој друг човек, а сигурно не ќе беше ни твој ни мој спасител. Исус не дојде само да лекува болни, да воскреснува мртви, тој првенствено дојде да ги спаси грешните од гревот, да им ги прости гревовите кои се каат и веруваат во Него. Она што на луѓето им е потребно, тоа е вечен живот, опростување на гревовите и спасение. Што и да им дадете поклон на луѓето за Божик или за нешто друго, од материјалните работи, тие повторно ќе умрат, повторно ќе бидат во своите гревови. Им треба надеж, вистинска надеж, после овој живот, после гробот, да бидат во мир со Бог. Пастирите ја најдоа славата на Спасителот. Семоќниот Бог се отелотвори во немоќно бебе. Само Бог од љубов кон човекот, кон луѓето, може да го направи тоа дело. Господ Исус е Бог и човек. Пастирите оваа радосна вест ја кажуваат и на другите. Доказ дека некој вистински го примил Исус е тоа што таквиот човек својата вера ја објавува и раскажува на сите. Дојдете и видете. Ова вест и денес за нас е радосна. Бидејќи ангелот рече: ви кажувам голема радост која ќе биде за сите луѓе. Денес ви се роди Спасител. Што вреди ако Исус е Спасител на целиот свет, а не твој и мој? Ако Исус е Спасител мој и твој, тогаш дел од оваа слава е и во нашите срца, како што беше и во срцата на пастирите. Пастирите бараа факти и ги најдоа, а луѓето денес ќе ги бараат фактите, не ги бараат фактите за Месијата, за Спасителот, ја пропуштаат можноста да имаат вистински Божик во срцата нивни, а не лажен, не измислен од луѓе. Да ја прифатиме оваа радосна вест, да ја раскажеме на другите дека навистина Исус се роди. И за мудреците, да ако го прочитаме текстот од Матеј, 2 глава, 1 до 12 стих, таму ќе прочитаме следново. Славата на Господ Исус блеска од самиот почеток. Небото и земјата беа во движење. Ангелите дојдоа и им објавија на пастирите една необична звезда беше на небото. Беше во движење кој ги привлече љубопитните мудреци од исток. Го очекуваа овој небесен цар. Текстот вели: мудреците дојдоа. Бог ги мрази лудоста и глупоста. А што е мудрост? Цар Давид во Псалм 11 и 10 стих вели: почеток на мудроста е страф од Господ. Неверните не исмејуваат затоа што веруваме во Исус и дека одиме редовно на црква, слушаме за Исус, за Бог и така натаму, читаме Библија. Но дали има поголемо лицемерство тоа да го славиш Божик денес, утре, задутре, а да го презираш верувањето во Спасителот Исус, или да живееш невернички живот? Или пак воопшто да не го познаваш Исус, или пак да не ја знаеме суштината на Неговото раѓање на земјата и Неговото отелотворување како Богочовек? Да, Божик без Исус е јадење и пиење и ништо друго. Замислете, Божик со јадење, пиење, опивање. Тоа не е Божик, почитуван слушател. Мудреците се оние кои по тесниот пат доаѓаа кај Исус и му се поклонуваа, и му се поклонија. Во текстот ни се вели и зборува и за звездата. Се прашуваме каква беше таа звезда. Таа беше посебна звезда. Во тоа време најмногу требало да проповедаат книжниците и фарисеите, но тие потфрлија. Сепак Господ ќе употреби други за да се објави Неговата слава. Беа мудри и упорни во барањето на Исус и го најдоа.
Мудреците беа мудри и во даровите. Нивните дарови ја одбележаа личноста на Исус. Златото представува царот, темјанот свештеникот, единствен свештеник кој умре за гревовите на луѓето. И ливанот, тој е помаст за смртта и воскресението негово. Мудреците беа мудри во мотивите, да се поклонат пред царот. Беа мудри што веруваа во пророштвата, мудри во враќањето по друг пат, како што Бог им рече. Мудроста на човекот е да се плаши од Господ. Мудроста наша ќе биде вредна ако го примеме Исус како наш личен спасител и Господ, кој се роди за нас пред 2000 и повеќе години во Витлеем. Но Исус е и денес жив и чека на секој кој сака да го повика. Тој ќе дојде и ќе живее во секое срце кое ќе го отвори за него. Што ќе се отвори за него. Не ми прави лицемерие, зашто јас не можам да бидам лицемер, а да не ти кажам дека ми правиш лицемерие. Тогаш тешко ќе биде кога ќе ти кажам дека ми правиш лицемерие со твојот Божик, ако не го славиш Исус, вистинскиот Божик, кој што преку наново раѓање живее во моето и во твоето срце. Тој може да заживее во твоето срце ако се покаеш од сите твои гревови. Бог ќе те благослови, Бог ќе те води и на крајот ќе ти даде вечен живот. Нему нека му е слава во сите векови. Амин.